Добро утро, Елена. Поздрав до тебе и до сите слушатели. Ти Благодарам за поканата. Чести задоволство ми е што ќе бидам ваш гостин во денешната емисија. Со задоволство еве разговараме и ги отвораме темите за младите секогаш. Тоа го правиме и утрово. Еве оваа недела имате многу активности и токму затоа ви благодарам што најдовте време за слушателите на Македонското радио, Радио Скопје, да ни кажете со што го одбележувате Светскиот ден на млади. Слушнавме пред малку слушнавме Маријана, генералниот секретар на Национален младински совет на Македонија. Еве што правите вие во Младински совет Прилеп? Нашата организација по повод 12 август, Светскиот ден на младите, планира да го одбележи така што се планира организирање на работилница со локални млади, каде што младите ќе ги запознаеме со нивните права кои што произлегуваат од Законот за младинско учество и младински политики, кој што истиот беше донесен на 14 јануари 2020 година. Со овој закон, за прв пат во државата се дефинираше категоријата на млади, формите на младинско организирање и младинско учество, како на национално, така и на локално ниво. Исто по повод на овој ден, членови на Младински совет Прилеп ќе земат учество на регионалната конференција за Отворен Балкан, која што е организирана од Агенција за млади и спорт, каде што младите членови на Младински совет Прилеп ќе дадат значителен придонес во дефинирањето на мерки за подобрување на животот на младите. Тоа денеска се случува, така? Тоа денеска. Е предвидено да се дискутира на 4 теми кои што се од суштинско значење за младите и да се креираат препораки за решенија на проблемите со кои што младите се соочуваат. Така. Прашав, денеска е меѓународната конференција, така? За Отворен Балкан. Тоа што го најавивте пред малку. Не, конференцијата е утре. Утре, добро. Кажете ми, Марија, и во текот на летните месеци имате активности, размени, мобилности. Ајде да одбележиме она последната што се случи во Струга. Да, летото го поминавме работно со голем број на активности и ангажмани, меѓу кои би ја издвоила младинската размена, чекор на руралните млади кои мината, која што беше одржана кон крајот на месец јуни во Струга, и на истата учествуваа млади од Македонија, Шпанија, Полска и Турција. Преку најразлични забавни работилници и тимски игри, учесниците од 4 земји успеа да се запознаат и меѓусебно да развијат една непосредно отворена комуникација. Сепак една од главните цели на оваа размена беше да се зајакне социјалната вклученост преку промовирање на медиумска писменост кај младите кои што живеат во рурални средини. И за време на размената исто така младите имаат можност да научат и да креираат новинарски записи на теми кои што се поврзани со медиумска информацијска писменост и да се спротивстават на дезинформациите со кои што младите се обкружени постојано на социјалните мрежи. Покрај новинарски записи се креира и видео, преку кои што младите ги изразија проблемите со кои што се соочуваат во нивните рурални средини. И како финални продукти кои што беа произлезени од оваа размена, беа 16 новинарски записи, 3 заеднички платна и 3 видеа на кои што беа представени резултатите од размената. Ги кажавме земјите од кои што дојдоа младите или? Македонија, Шпанија, Турција и Полска. Так. Колку млади беа дел од оваа размена? 17 млади вкупно учествуваа во размената. И продолжува овој проект, кажете ми, бидејќи зборуваме за млади од рурални средини, продолжувате до кога со проектов и со размените? Проектот треба да заврши до крајот на месец октомври. Добро. Меѓутоа во идниот период не очекуваат и други младински размени. Така, може ли нешто да најавите сега скоро дека ќе се случува или да оставим? Добро? Се разбира, да. Со почетокот на учебната година планираме повторно да го зајакнеме волонтерскиот тим на Младински совет Прилеп, кој што во изминативе години беше во значителен број и сакаме активно да ги вклучиме младите во нашите идни активности и проекти. Исто така во наредниот период планираме, бидејќи сме организација со здобиена акредитација за програмите Erasmus Plus и Европски солидарен корпус,
да работиме на реализација на 2 младински размени, една обука за младински работници и една студиска посета, кои што се одобрени според овие 2 програми кои што ги кажав претходно, Еразмус и Европски солидарен корпус. Тоа ни престои во наредниот период. Така, до крајот на годината предвидуваме да ги реализираме овие активности. Да, продолжувате со работа и од септември поинтензивно, останува да се слушнеме, се разбира, тогаш, од септември повторно. Убав ден и пријатно лето ви пожелувам и се разбира, еве, да ви го честитам Светскиот ден на млади во петок е, меѓутоа, еве, Македонското радио, Радио Скопје нека биде прво во честитките. Благодарам, Марија. Голема благодарност и до тебе, Елена, што ми овозможи да учествувам во твојата емисија. И за крај би сакала да упатам една порака до младите, како водачи на сегашноста и нината. Едуцирајте се. Едукацијата е најдобриот лек за да се заштитиме од големиот проток на лажни вести и дезинформации и да го развиеме критичкото размислување точно од неточно, како и да изградиме собствени ставови со кои што успешно и правилно би се движеле по патеката наречена живот. Нека е среќен Светскиот ден 12 август за сите млади и за сите оние кои што се чувствуваат така. Благодарам, Марија, прекрасно кажано. Да бидеме предпазливи што гледаме, што слушаме. Не се е вистина, нели? Благодарам. Тоа беше Марија Ташковска, програмски асистент во Младински совет Прилеп.